рекламите ги почнуваме вестите. 6-годишно девојче со тешки телесни повреди заврши на клиниките во Скопје откако утринава било прегазено со автомобил управуван од 32-годишна Штипјанка. Во Кучани пак во сообраќајна несреќа што се случила ноќеска, животот го загуби 22-годишно момче. 6-годишно девојче од Штип заврши на пластична хирургија во Скопје, откако утринава било прегазено со возило. Сообраќајната несреќа се случила околу 9 часот, кога девојчето се движело по улицата каде што живее. Од ударот се здобило со 2 фрактури на черепот, но по укажаната лекарска помош во Штипската болница, поради сериозноста на повредите е транспортирано во Скопје. Денежителите на ромското маало во Штип побараа поредовни сообраќајни контроли, бидејќи како што велат, овде возачите воопшто не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Бога ме лично ви кажам тоа. Раскрсница многу се брзо возе, полиција нема, тоа е чудо ви кажам тоа. Не брзо возат. Тешка сообраќајна незгода се случи во Кочани. Ноќеска околу 2 часот загина 22-годишно момче. Според билтенот на МВР, момчето во кобниот момент изгубило контрола над возилото. Прво удрил во дрво, а потоа во метален знак и се превратил. Со тешки телесни повреди бил пренесен во Кочанската болница, каде што за жал лекарите констатирале смрт. Инаку за неполни 10 месеци, односно од почетокот на оваа година до сега, низ патиштата во источниот дел од државата 25 лица ги загубија животите. Лидерот на СДСМ Зоран Заев и кандидатот за градоначалник Благој Бочварски денеска на средби со граѓаните низ неколку штипски населби, но и села во општина Карбинци. Заев од Штип најави дека во нивната коалиција за вториот круг се приклучува и ВМРО Народна партија. Изградба на брана на реката Отиња, гасификација на Штип, затворен базен, инфраструктурни проекти кои што се децидно наброени во програмата на Благојчо Бочварски, мораме да ги реализираме, истакна лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој денеска заедно со кандидатот за градоначалник на СДСМ за општина Штип, Благој Бочварски, имаше средба со граѓаните во штипските населби Караорман, Сењак, населје и во неколку села во општина Карбинци. Ова што дополнително е новина во вториот дел на изборите, ние сме заедно појачени со ВМРО Народна партија, заедно со нас е Никола Тасев, членот на извршниот комитет на Народна партија. Коалицијата е потврдена на централно ниво, заедно стоиме во таа коалиција. Јас верувам дека дополнителната поддршка од граѓаните симпатизери и поддржувачи на Народна партија ќе ја појачат самата разлика која што сакаме да ја направиме во вториот изборен круг, убедени пред се и гледајќи напред пред перспективите кои што доаѓаат и за Штип, за целиот наш источен регион. ВМРО Народна партија во следниот вториот круг на изборите застанува за Благој Бочварски комплетно, застанува за него, за неговите проекти, за неговите идеи. Ние ја препознавме неговата желба да ги реализира тие проекти, ја препознавме неговата подготвеност да биде предводник на позитивните промени што ќе се случат во овој град и конечно после неколку годишно тапкање во место Штип да тргне напред. Кандидатот за градоначалник на СДСМ за општина Штип, Бочварски, истакна дека во населбата Сењак граѓаните ќе добијат енергетски ефикасни фасади, со што ќе заштедат енергија, а во оваа населба конечно ќе се изгради и детска градинка, која ќе биде по сите европски и светски стандарди. И ќе биде еден нов момент за да ги задржиме и младите овде, да можат младите да се образуваат, да го започнат своето образование во едни нормални, убави средини во нашиот град, затоа што градинка многу одамна во Штип се нема изградено. Бочварски вети дека планирани се и низа на други проекти со кои ќе се подобрува инфраструктурата, меѓу кои ново сообраќајно решение за крстосницата во населбата Сењак. Кандидатот за градоначалник Благој Бочварски се занимава со фалсификат и плагијаторство. Обвинија денес од ВМРО ДПМН бидејќи, како што велат Бочварски на граѓаните, им нуди проекти кои веќе се реализирани од страна на градоначалникот или се во фаза на завршна реализација. Од ВМРО ДПМН порачаа Бочварски заедно со Заев да се прошетаат низ градот и да ги видат досега реализираните проекти. Деновиве по електронските медиуми кружат спотови и фотографии како проекти на Благој Бочварски, а истите тие се веќе реализирани или се во фаза на реализација од страна на градоначалникот Илчо Захариев. Значи класично китење со туги перија.
Но нашите граѓани знаат да ги препознаат делата. Тие не се ниту налудничави, не се ниту блесави, туку паметни и знаат за кој ќе го дадат својот глас. Кандидатот на СДС во Штип секојдневно јавно покажува дека е неспособен самостојно да го издржи товарот кој му го даде неговата партија, па затоа сега цела влада, деновиве, е преселена во Штип. А врв на неговата неспособност е денешната посета на така наречениот премиер, кој за рака го шета како мало дете низ целиот град. Почитувани, зарем овие работи не зборуваат доволно дека кандидатот на СДС е уште мал сам да си ја заврши работата? Зарем ова не е доказ дека младиот Бочварски не може сам да се соочи со граѓаните на нашиот град и затоа со себе го води својот ментор? Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Илчо Захариев денеска презентираше нова мерка со која ќе се стимулира зголемувањето на наталитетот во општината. Захариев вети еднократна парична помош за секој новороденче во висина од 6.000 денари. Со еднократна парична помош во висина од 6.000 денари за секое новородено дете, општината ќе го зголемува наталитетот во градот. Ова е новата мерка, која кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Илчо Захариев денес ја презентираше пред штипјани. Едни од важните приоритети во наредниот период во моето работење ќе биде во делот на наталитетот. Општината ќе стимулира и има голема одговорност да се раѓаат деца во овај град, а тоа ќе го правиме на тој начин што стимулираме и ќе даме субвенционирање некаде околу 6.000 денари за секој новородено дете. Всушност тоа го работев и претходните 4 години, но помошта беше упатена само кон социјалните семејства и оние ранливите групи. Бидејќи во нашиот град се раѓаат некаде околу 500 деца од Штип секоја година, сите мајки ќе добијат еднократна подршка и помош од 6.000 денара. Со оваа мерка истакна Захариев, општината директно ќе се вклучи во помошта и поддршката на сите брачни парови кои сакаат да го зголемат своето семејство. Денес во редовното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за локална самоуправа Фазлиу. Тој говори на темата дали е возможно независност на локалната од централната власт. Јас мислам дека најбитно е да се надеваме дека народот избрал добри, честни и одговорни градоначалници. И во централната власт да се надеваме дека имаме одговорни, честни, транспарентни функционери, кои што најпрвин пред нив ќе го имат интересот на граѓаните. Кога ќе имаме таква комбинација на луѓе што ќе раководат со институциите, тоа ќе значи дека тие пред се ќе им бидат интересите на граѓаните и ќе соработуваат за подобрување на животот на граѓаните и ќе ги остават на страна политичките комбинаторики, ќе се посветат на работата за да успее државата да оди напред. Денес во Кочани свечено беше отворена 10-та поред манифестација Отворени денови на медот. Со своји пчелни производи се представија пчелари од целата држава. Оваа манифестација е одлична можност за граѓаните да се запознаат со врвните македонски пчелни производи, а за пчеларите да разменуваат искуства кои што ќе им помогнат во унапредувањето на производството. Пчеларството е гранка која што има посебен придонес во нашиот земјоделски сектор. Од една страна поради големото биолошко значење на на медоносните пчели при опрашување на фуражните, индустријските и на овошните култури, но од друга страна од пчеларството произлегуваат и високовредни пчелни производи. Информатичката технологија се повеќе се користи од земјоделците. За субвенции во Штипско по електронски пат конкурира над 400 производители. Се повеќе фармери ги користат интернет апликациите за пристап до информација, едукација и примена на нови практики во земјоделското производство за поголема продуктивност и конкурентност на пазарот. Ова го потврдуваат и од центрите за доживотно учење на земјоделците, од каде велат дека користењето на информатичката технологија зема замав, посебно кај младите фармери, носители на земјоделски стопанства. Веќе имаме млади земјоделци. Не е она старата традиционална земјоделие, веќе имаме млади земјоделци кои што едноставно сакаат да научат и англиски, сакаат да научат и информатика. Така да не е представува никој проблем околу аплицирањето дали за субвенции, дали за други за добивање на средства за работа и така натаму.
Истражувањата во насока дека примената на новата технологија не е ништо ново и тоа дека се повеќе земјоделци електронски аплицираат за мерките субвенционирани од државата од програмите за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Над 400 производители од околу 2200 земјоделци во Штипско кои конкурираат за субвенции годинава аплицирале електронски, велат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија оваа година одбележа јубилеј 15 години постоење. Во овој период Сдруженијето докажа дека има висок капацитет за спроведување на комплексната законска регулатива од комуналната сфера и прилагодување на законските промени. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија со последното годишно собрание прослави 15 години од своето постоење. Комуналните инспектори во Република Македонија дадоа заеднички придонес кон подобрување на комуналната сфера и решавање на проблемите, посебно од екологијата, кои се за непосредното животно обкружување. Во овие 15 години постоење на Сдруженијето се одржа 60 работни седници и се организираа 15 годишни собранија на кои на најтранспарентен начин одаваме отчет за нашето работење пред делегатите и членовите на Сдруженијето. Се практикуваше секоја работна седница да се одржува во различни општини, се со цел да бидеме поприсутни помеѓу своите членови и граѓаните за да ги презентираме нашите програмски активности. Структурата на Сдруженијето се засноваше на принципите на партиципација, заедничка доверба, транспарентност, одговорност, партнерство, толеранција, независност, одржливост и еднаква можност, со кои ќе се подобрат условите за развој на нашето здружение, а со тоа и задоволување на интересите и потребите на комуналните инспектори. Сдруженијето на комунални инспектори може да се гордее со своите досегашни постигнувања, но се разбира дека и понатаму ќе работи во градење на силно здружение кој ќе обезбеди квалитетни услуги за своите членови. Сдруженијето на комунални инспектори секогаш е успешно кога комуналните инспектори се задоволни, но исто така се задоволни и граѓаните од решавањето на проблемите. Сдруженијето на комунални инспектори во овој период успеа да ги детектира недостатоците и да донесе единствени систематизирани ставови на одредени законски решенија во областа на комуналните дејности и при тоа да лобира за спроведување на конкретни измени во голем број на закони од комуналната сфера. Сдруженијето комунални инспектори е институција на процесот на јакнење на капацитетот на комуналните инспектори со цел да се оспособат за извршување на надлежностите и да одговарат на потребите на граѓаните. Единството во Сдруженијето представува огромна придобивка за заедницата, стекната во изминатиот период како резултат на почитување и примена на вредностите на неполитизираност, рамноправност, достапност, лојалност, независност и професионално работење. По повод 15 години постоење Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија посебно даде благодарници на членови кои беа истакнати за активностите на Сдруженијето и за поддржувачите на Сдруженијето кои исто така работат за интерес на непосредното животно обкружување. Фудбалските третолигаши од групата Исток во недела ќе ги одиграат надпреварите од 8-то коло, со што влегуваат во вториот циклус од првенството. Лидерот на табелата Китго Пехчево ќе гостува на тимот на Зрновка во Зрновци, против кого ја постигна највисоката победа од 9-0 во првото есенско коло. Изминаа 7 есенски кола, по кои источите третолигаши влегуваат во вториот дел од првенствената трка. Ова сезона ќе се игра четворокружно, 14 кола во есенскиот дел и 14 кола во пролетниот дел. Во првото коло, Китго како домаќин во Пехчево го победи тимот на Зрновка со висок резултат од 9-0. Сега во вториот дел од есенската полуетапа, Зрновка ќе биде домаќин во Зрновци и ќе бара мотив за пристоен резултат, имајќи во предвид дека сепак гостите од Пехчево се голем фаворит. Симпатичниот тим на Зрновка прави напори да го подобри својот скор, за тоа сведочи ефикасната игра минатата сабота кога против Кежовица дома постигнаа дури 3 гола. Но ни тоа не беше доволно за успех, бидејќи примија 4 гола и го загубија овој надпревар. Играчите на Китго се свесни за своите способности, играат мотивирано против секој противник, даваат максимум од себе, го милуваат колективниот дух и токму тоа е она што ја краси оваа екипа која е радо виден гост секаде по истокот. Тренерот Трајче Сенев има богат фонд на квалитетни играчи скоро за секое место во тимот и покрај тоа што на повреда се жалат Симески и Дујовски.
Еве ги комплетните двојки за ова 8 коло. Брегалница Кежовица, Зрновка Китго Пекчево, Малеш Рудар 1947 и Слога 1934 Овчеполе. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 22 октомври со нов термин на почеток во 14 часот. Со последните информации од фудбалот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Имајте убав викенд. Пријатна!